Ja? Тежок штита се. Значи да почне. Бице, имаш ти врски директни таму, географски врски со Кутлеш. Близко е до Пожарско? Близко е. Колку? Тоа наше све тука. Ja, добре. Близко е стварно Кутлеш до Пожарска? Па не е далеко, да. Пела е тука, родното место. Пела. Јас се загледав зимоска едни подкасти не за спорт, за мистична Македонија и сега знам дека ти по две линии си близок со Александар Македонски. Едно ти е Пожарско Кутлеш, а друго ти е Свети Никола и Да, овој кажи геоглифот. Геоглифот. Да, да. Ѓорган не Си знам. бил таму? Не знам зашто. Не сум, чекам да ме однесеш ти као домаќин, да ме прошеташ. Да, е следна таму ќе снимаме. Ке снимаме горе на Геоглифот. Кој Има е кафана, села Црнизки има, кај е за кафана. Не мешај да се, тој друг подкаст. Библиотека немата за кафана. Да. Бицески, јас вака ти разбивам трема, пошто ти ќе ја водиш оваа денешна Да, емисија, многу. немам Ја подготвено вака, сценарио ја имам и сценарио. ти ја Немам предавам сценарио. палката. Немам сценарија, ама имам тек. Ќе поставувам прашања теми и на крај ќе дозволам секој да поставува прашања теми и да се збориме као да сме на кафе ојдени. Мајциве да ги пофалиме, спонзор ни е Ѓоргон со Хендбол Македонија. Ова е општо, во Македонија сите сме ќе. Малце вака што личи дека ни се тесни, не сме ние поправени, мајците ги сгрешија во фабрика. Спортски се. Крој. Овие се За аеродинамикс. атлетски тела се, ови. Аеродинамикс. Само за Виктор се ови. Како беше пресована шумка. Другари, тема имаме неколку, вака не сме се виделе оддамна. Ја предлагам да отвориме со минатиот викенд. Ѓоргон даде многу убави 3-4 назива. Наслови како треба да се вика тој викенд. Ја така да. А можеме и сами ние да му измислиме име, ама беше стварно викенд за сладокусци, сабота, недела. Да не зборам и Манчестер умеѓу време. Па ја мислам за тоа збориш. О, па да. Не ми е запален, не го оде. Манчестер Юнайтед. Да. Интересен Ја викенд. ќе ти направам се одма паралела. Како Кирик настапи со Манчестер, така и Чупич некако со Вардар. Така некако, да. Дошao е тихо и ушел Ушел легенда. легенда. Да. А на Чупич не му е прв пат. На Чуко не му е прв пат, ама Судбина очигледно му е. знае како. Очигледно, као мене, најшо ме фасцинира пристапот и дека, мислам, нели, негде до кај 45-50 минута се беше отворен. Ама како влезе во игра од аспект ни трема, ни нервоза, ни напнатост, имаше нели промени во водство и едните и другите, ама некако не се осети нити нервоза, нити црвениот картон на Митрич не донесе нити никаков немир, барем ние не видовме што гледавме. А на крај испадна дека Мангупски ја дотера до крај. Сега отварам прашање дали беше Вардар стварно, не беше некој многу надмоќ, или па Пелистер беше послаб, или убедливо послаб за да дојде до ваков развој на нештата. Ама некако топката се свртена така на кај Скопје. Да. Има еден момент, јас размислувам на таа тема, ама всушност не смеам да размислувам на таа тема, а темата е притисокот. Од аспект дека Вардар и со евентуален пораз се уште имаше одредена предност, значи да речеме за Вардар тоа не беше меч да се биде или не. Доека од друга страна за Пелистер, за Битола генерално, како да беше во воздухот тој притисок дека сега мора, па дури и риториката од претходните надпревари кои не беа така лоши освен со Барселона во Лигата на шампионите, дека ова не ни е нас навистина толку битно, битно ни е тоа што ќе следи, ама тука сам се побивам во моментот дека кога станува збор за надпревар помеѓу Вардар и Пелистер, за надпревар кој последниве 5-6 години во континуитет одлучува делумно или 100% титула, значи не смееме да зборуваме дека некој подлегнал на притисокот. Па, мислам дека е така, ама што знам, имаше многу развој сега, Ѓоргон, извини, доека е слободно да си закажеме. Супер ми е. Да, ја тоа го гледам со притисокот. Факт е дека притисокот цело време беше во Битола многу поголем. Не само ради оваа утакмица, туку општо и јавноста и очекувањата, нели се знае и не треба многу да си упатен што се случува во Битола
и пред утакмица, и после утакмица, и за време на утакмица, и после пораз, и после победа, се знае како расположението осцилира. И тој момент, еве ќе си го подкрепиме дека од пред 2-3 недели, можеби не е ни битно да се спомене, ама коментарите на нивната официјална страна се тргнати, што сметам дека е добар потек, затоа што тие беа и така една, да речеме, отворена сцена, да секој да може што каже, да каже што сака. Најчесто таквите коментари, според мене, прават лошо за играчите, за тимот, пошто таму можеше се и се што се пушти. Затварањето на тие коментари може би е обид или сваќање дека притисокот треба да се намали. Дали успеа во тоа, не знам. А сега да ти направам една дигресија на темата затварање на коментари. Пелистер е институција. Добро. Затварање на страницата за коментари е дискриминација. Апсолутно. Денеска еден тетовец доби на комисија за Апсолутно. заштита од дискриминација. Да, Така, апсолутно. на крајот на гриштата 40 и нешто проценти од клубот е на градот, на граѓаните, на битолчани. Да, Така. апсолутно. Поготоа што тоа се такви луѓе мангупи кои што си го најдоа патот, ако не на таа страна има еден куп други страни. Ама и ние низ годините видовме дека луѓето разбираат ракоме, дека не зборуваат глупости. Да. Може би се прерадикални во некои коментари, ама па и Џорџ, ти работеше во еден период на Да, и тоа. на Facebook страница, не знам дали имаше Металург Facebook страница. Кај што имаше Facebook коментари. страница? Јас знам, со нетрпение отворав Металург во веб моментов, страницата кај што на веб имаше страницата имаше ти текнува. коментари. Ја и ти ке се чуев. Металург во моментов има најмногу следбеници на Facebook страница, таа 10 години не е активна. Во Мртва е. моментов, ти гарантирам, сигурно пута два, не знам Вардар како стои, ама Металург беше Не, сега, близу Сите 100. сте за Вардар, само не признавате. Како компарација на нешто што е најуспешно Да. во држава однос на ракомет. Значи, Во да се вратиме на играта и во на терен. однос- во На однос 40 на 20. Во однос на ова последно сега што збори со станицата, ти спомна колку проценти е општински клубот. Може да биде и 0% општински, клубот постои за фановите. А Facebook е друштвена мрежа, така, социјална мрежа. Значи мрежа што треба да има двонасочна комуникација. комуникација. Сега, во секој случај Инаку не е социјална, ако е Јас во асоцијална. во секој случај не се слагам дека треба да се затвори, затоа што ти начинот на нели на истурање на сите фрустрации, гнев, бес, радост, ќе најде начин да го канализира публиката. Ова го правеше фудбалскиот клуб Пелистер и уште мислам дека го прави. Беше 2-3 години наназад, затоа што и нив резултатите па им беа за нигде, им се за нигде, така да апсолутно не го оправдувам од тој аспект. Сега околу притисокот, нели го спомнавте, двајцата, имав ја една тема нели за време на на светското сега. Значи играчи знаат да погледнат на притисок и кога е добра ситуацијата, односно после добар напредок, како што беше ние Португалија, па дојде Романија, па ти емотивно си испразнат и многу тешко екипа можеш да спремиш, еднашно треба марифе човека турците за да ја спремиш за наредниот надпревар, особено ако е турнирски, тоа е многу брзо. Ама и кога е зорт, односно кога е ситуација кај што Пелистер мора да добие за да Например, лани видовме дека у поголем зорт во Скопје добија. Така, тогаш беше поголем зортот. Ама ситуацијата беше различна. Ние сите викавме дека шансите на Пелистер во Скопје да добие се минимални. Така, после победата на Вардар во Битола и нели теретот е друг. Ти још настапуваш од позиција дека си некој блак аутсайдер. И во таа ситуација и на Вардар им се деси тоа што им се деси на 7 јуни, а сега на Пелистер. Дали е типот овие тогаш се фрлија на глава, што биде нека биде. Така е, така. Значи тоа е една од најважните работи во спортот, психолошка подготовка и така да дали беше то клучно, не знам, ама дека впечатокот дека Вардар го се прошета низ Битола остана како впечаток после крајна надпревар. Ако го вратиме сега првото полувреме, кај што Пелистер имаше 3-2, промаши Манасков 2-3 зицери, промаши бразилецот 1-2 зицери. Сега, нели, кога би имала, би била дедо, ама јас секогаш викам,
тој надпревар имаше тотално различен тек, ако одеше тоа на 4-5. 5 разлика. А можеше да се случи многу лесно да оди на 4-5. Не викам дека Перистер ќе добиеше. Значи имаше друг тек над преварот. Тоа се врати на еден. Да, се врати на така заврши. И де факто како им изминуваше времето се гледаше дека нели краткиот ростер на Перистер, скратен дополнително со тајник, не го издржа, иако ова е надпревар, секој надпревар е сам за себе. Ние може да кажеме што одигра Мечка, може да кажеме што одигра Малус и што одбрани Валах. Пошто како клjuč на победата, затоа што се одам на првото, на што го спомна Бице. Би го додал тука овие три клучни кај Вардар сега кога сме веќе, нели се збориме вака неврзано, и Гоце Георгиевски. Значи по неколку наврати, на неколку надпревари влегува во второ полувреме, као една, да речеме, стандардна ротација, а носи таква една енергија, таква една стабилност, таква една сигурност. Во овој случај дури излудена ротација беше. Мислам помеја. На Малиов не му одеше. Да, не му одеше, промаши. Не се вклопи во А атмосфера. доаѓа Джоба, дербе бојава, сече една, сече друга, сече трета топка, гол. дава гол од Дава 2 од 2. 2 од 2, од кој едната беше многу тешка. Трите пресечени се три. Значи 4 има Дути Вардар. Тоа е значај на нели домицилни играчи кои што нели Гоце е веќе колку е 4 години колку е во Вардар. Сигурно е четврта. Што ми рекол еден колега од една друга телевизија, вечниот Вардар. Вечниот Вардарец, да. Многу интересно беше, да. Вечниот Вардарец. Добро се ако гледаш од завчера на комента вечниот Вардарец. Не е важно кој е, што е, како е, битно тој тука е сега и тој дава 300% и покажува дека треба и наредна година да биде тука. По мене, ако е некој паметен, без разлика, нели ти имаш веќе играч кој што е профилиран на негова позиција, Воркапич е добар играч, сериозен играч. Ама треба уште да се кали. Видовме вчера, така? А овој ти е македонец, има македонски пасош и тука ти е, нели, сега донесе Вардар и младо дете од Ресен таму 2008, кој што треба Поповски е Ресенчев? Да, допарва треба да учи. Да учи. Реално Вардар е екипа што од секоја утакмица треба да ја добие, нема да чекаат Поповски. Дај Боже да се профилира и да дојде до место, ама и на крај овој муабето што го почна како беше надпревар, по мене беше ракометно еден просечен надпревар во кој што Вардар беше просечен, а Перистер беше подпросечен. Да, ама како надпревар, како дерби, како публика, како интензитет, што тука, тоа е тоа што ни треба, немаше никаков проблем на трибина. И да бидеме реални, немаше никаков проблем на терен. Многу често надпреварите меѓу Вардар и Перистер, а ако се вратиме наназад многу години меѓу Вардар и Металург, нема некоја ракометна убавина, него има се она друго што понуди еден спортски надпревар. Ја можам да кажам за Металург Вардар кој беше некогаш дерби, не така далеко и тоа години беше, нели? Тоаш беше друга ситуација, тоаш беше или си прв или си последен, сега е малку поинаква, сега си или си втор, трет или си последен. Пак се, да. Така, ама беше многу потешко да се игра затоа што ти немаш кај да изгубиш реално. Така да знам дека какви беа тие надпревари, колку време наназад, затоа што тие надпревари што беа измеѓу, беа тренинг надпревари. Па беа полесни, така да сега во овој момент нема многу време да размислуваат од надпревар до надпревар, зборам измеѓу себе дерби, затоа што Вардар измеѓу дерби со Перистер ќе изигра уште два јаки надпревари со Охрид и ОКЛ, ќе изигра уште два Лига Европа. И тоа е добро, такви изигра, да. Да, и тоа е добро затоа што не се колку поише простор имаш, толку притисокот е поголем и поише значај му даваш, ама во Македонија е така секогаш, особено спомна Бице во Битола и во сите помали места. И тоа е битен фактор, затоа што Вардар да загубеше во Битола без разлика на значајот. Во Скопје ништо немаше да се случи, како што не се случи ни што победи. Да. А во Битола, во Кавадарци, во Велес, во Струга. Таму се оди на тоа не живот и смрт. Не е истиот ден, не е истото утро веќе од претходното и сега може да слушаме моавети како бандата не сакала да игра во Битола, да се победеше, се тоа ќе беше покриено, се ќе беше мазно. Така ќе го глорифициравме, нели Стево,
што го глорифициравме Фити или Ло. Светата тројка ти ја спомна кој треба да изигра. Да изигра, не изигра никој од нив. Никуч почна добро, не добија, ама како и да е, она што е исто многу важно го Манасков спомнате. имаше 2 од 6, например, или 3 од 7. Да, и нешто видовме така. и нервоза, некој разаму и на тајмаут и се тоа што исто Нервоза имаше покажува дека Малјуш. Виде на тајмот, јас Малјуш, тоа гледав на да, телевизија. покажува слабо што не се случува на другава страна, а тука се надовазва на овето од бице за за скенирање на Чупич. Ја имам некоја мана, ги следам тренериве константно. Поготово на утакмицава, темата. Да. И покрај аут линија, пошто тоа е многу важно. Сменивме локација Да. Тоа е многу важно и го гледам дека е многу мирен во секоја ситуација. Са веројатно тој има и некоја самодоверба од играчки денови, што не Уште му знаеме, тлее, сигурно се уште му тлее. поминал тој вакви надпревари многу повисок ранг, што пак не мора да значи. Мислам дека е најбитно дека тој кој играше ракомет имаше петлја. Ако нешто имаше храброст. Ако беше препознатлив по нешто, беше дека овој човек има кохонес и затоа и мене ми беше еден од најомилените играчи, нели, прст би без прст остана, тој веројатно и без рака да останеше, че играше ракомет. Најомилените играчи на Вардар? Да. Значи имал повеќе омилени. Джабе му водат муавет на Да. Ја имам чувство, не знам, ако грешам, коригирај, дека он покрај тактички, физички и ракометно што ги спремал играчите за оваа утакмица, мислам дека дали он лично или некој друг има и психички работено. Значи, пошто видовме сосема еден поинаков пристап од двете екипи во сите минати дербија наназад 4-5 години. Значи, не зборам дали како Вардар настапувал, тоест или Пелистер, зборам било која од екипите како настапувала во вакво дерби наназад 4-5 дербија да речем. Пристапот на Вардар во ова дерби по мене беше дека и по тајмаути, и по игра, и по комуникација меѓу себе, и комуникација со клупа, со суди, со трибини, најважно беше малце поинаков, што мислам дека му даде и мала предност, ако е спремано секоја чест, ако е случајно уште по секоја чест, а мислам дека малци на тој план како да ги изненадија, затоа што во вакви дерби веројатно се очекува да подлегнеш Да на има атмосфера, малце да искра, имаш да тензија, има- а секоја таа тензија, твоја реакција на терен, на трибини прави уште 10-кратно 10, поголема. да. А таква 10-кратна... Видовме во Охрид што се случуваше, така? Да, се вратиме на Охрид после. Јас тука ќе се надоврзам, денеска видов едно видео, значи снимано од мобилен на утакмицата, значи во моментот кога Вардар излегува, трибината од Шкембари е безмалку полна, значи тие се уште тука, играчите на Вардар се свртени кон Шкембари, значи нема она бегање, криење, страф од шише, од плукање, од ова, и аплауз кон публиката, што не памтам, два пати сме го виделе во Јане, значи сме почувствувале дека енергијата и од двете екипи и од двете навивачки групи е посилна од нешто што имавме некои сценарија. Да, ама ова некако ми делува сега како еден крем, така, едно ниво погоре, поготово со коментарите на последниот тајмаут. На последниот тајмаут да се има почит, да се има респект кон екипа, кон град, три кон локации публика, дојде, значи дојде од тренерот, дојде од капитенот и и дојде од од играч. Малус, Да. Дојде од Малус. Да. Значи, ова што го спомна за Чупича, види, тоа е многу, нели го ние нормално кога дојде во Вардар, сите си го критикувавме, нели потегот дојде Чупич, тој нема искуство тренерско, нели го зема брат му, ако можеш и поширока фамилија. Иконата ни ја тргна. И ја многу сакам кога нешто ќе коментирам и ќе пишам да се навратам на тоа. Без разлика што сега од ова дистанца тоа испаѓа дека ние не сме биле во право, односно ја не сум бил во право со се што сум зборил. Нели, ние емотивно врзани сега Столе замина од Вардар, заради тоа замина Столе и така натаму, така да во тренерскиот занает една од најважните работи, особено кога почнуваш, е да немаш комплекс во однос на тоа да создадиш авторитет. Тој нема комплекс затоа што во екипата нема ни блиску таков титулар
како што е Звезда. Значи, тој е ракометна супер звезда во Европа. Освоено све што може и со Хрватска, и со екипи, и со Келце, и со и со Вардар. Вардар, ке што тој е тренер. Да. Од тој аспект, тој е голем проблем на македонските тренери кои ќе настапат во екипа од Македонија, кој што е голема, да речам. Па ете го, тука одма имаме опозитор. Значи имаме ситуација во која што е Алјуш, а тука ги има звезда од типот на Фитилиот и Деки. И Деки, така, И тука кои што одма се- може би еве- во некоја подсвест размислуваат дека се поголеми играчи од него. Од него. Така, оправдано, неоправдано, Небитно. небитно. Играл 5 години во Веспрем, играл Бундеслига, играл Металург, дваму таму Вардар, Деки, зборам за Деки, Фитил, не знам, нели, Ја носи екипата, репрезентацијата, 15 се, гола. И се реакцијата на едниот и на другиот во даден момент, кога не оди работата, не оди. во одисиото, супер сме сите, кога не оди, идеме во ситуација да гледаме реакции кои што може да ги протолкуваме како непочитување. Така, спрема институцијата тренер. Тоа на Чупич не може да му се деси, барем ние мислиме во моментов од ова што го гледаме, затоа што нема таму играч што него не го почитува, а таму се сите играчи кои што најмал рака го гледале. Го гледале, и да. навивале за него или навивале против него и така натаму, така да од тој аспект стартната позиција на Чупич е многу подобра. Е сега тој како се поставил во екипата, тоа е друга работа. Тоа е веќе друга вештина, друг квалитет. Тука имаш една економска слобода, она слобода на создаден капитал, па ја или вака ќе биде или никако, ја од овде не завршувам овде, ја почнувам овде. Значи, тоа се работи кои што му даваат на тренерот она што збориме неракометно. Ракометно не е спорно дали Чупич го знае, ракометот Чупич десен бек играше во Вардар последната година. Десен бек не може да игра играч што не знае ракомет на то ниво со метар 82, колку е, не е битно. Нема толку. Така, значи не може да игра, значи тој ракометот го има тука. Прашање е сега дали знаеш да го пренесиш, прашање е дали можеш да ја држиш екипата на купче. И прашање е дали имаш играч во терен или играчи кои што во даден момент како Столе на времето, сега е тоа Малу, сега е тоа Мечка. Да имаш такви играчи кои што ти за да бидеш капитен, нели, најава е сега дека новиот капитен е, нели, Мечка е нов капитен. Мечка е капитен во надпреварата Така на Лига да, Европа. сакам да кажам, се профилира како нов капитен. Друго без разлика на ми е прашањето за тебе сега, од тука, од ова ми излегува прашањето. Кој освен човечките квалитети што треба да ги има во случајов Чупич или Алушевски, или после ќе се вратиме на Лазаров и на Руевич, кој е тука друг фактор што треба да му создаде услови на тренерот да ја има да го има тој мир, таа слобода, таа моќ, таа контрола. поддршка од председател, од управа. Поддршка од управа. Не е тоа е прво. Тоа е прво, не е тоа покрај, него тоа е на прво. момент кај што Алушевски се од тоа што го видовме, нели не знаеме, од тоа што го видовме поготово на тајмаутите и од тоа што слушаме коментари, дека има како одредена непочитување од Манасков, од Фитилиот, кои што се сметаат за сериозни, ги сметаме, они се големи играчи, големи звезди. И тука има еден мал сукоп, дека во Вардар тоа го нема. Чупич има една Целосна контрола, дури му се пушти на најдобриот, на Малус, затоа што не му играл одбрана на двојка, тоа го видовме. Не му спој таму, на Кец дури. На Кец, во право Не му си. спој, не на Значи, Кец. му се пушти онака. Го остави на широко да даде Не гол. ти реков да покриеш. Така. Не ти реков. И тука, значи, Ама ти тоа е гледаш тоа. авторитетот. Тоа е тоа. Прво и основно е поддршка. Еве ќе ти кажат, јас да не се ставаме во ситуација дека сме биле тренери, па збориме од перспектива на тренери. Збориме од перспектива на посматрачи. Значи, ама нормално комуницирам со сите сега што се тренери во Македонија или надвор и било каде. Значи, прво и основно, те носи човек и ти дава потполен легитимитет, дека тој е овде сега и тој одлучува за тоа. Така да, тоа е прво и основно. После е твојот карактер, затоа што да бидиме реални, ти како тренер
Не е само дали ќе покажеш мускули, ти мора и да замижиш на некои ситуации. Сме го зборели моето со Лино, како замижувал и пред Станич и пред Мојсовски во име на некоја цел поголема, На крајната цел, и така. во некој поголем интерес. Така да не е само дека сите во светот се големи мажишта што се тренери па може да удрат намаса, не. Некои знаат како да те натераат да гинеш, што се Јас си го поставив ова прашање пред известно време, дали можеби во Пелистер имаме ситуација на едно заситување. Значи, знам, ти ќе ми кажеш, не може да постои, не постои спортист кој ќе се засити, меѓутоа вака размислувам. Значи, многу е интензивен, а тоа го спомнати преска, многу е интензивен притисокот и интеракцијата со градот, со публиката, со навивачите. Во Скопје малус можда ќе сретне некој навивач, можда не. Огромни се шансите да не сретне. Тој во тоалет не може да оди во Битола да не Во седне Битола е некој што сосема нема да го поинаку. критикува дома, не да излезе од дома. Од друга страна, Притисокот е нормално. разликата, гепот помеѓу буџетите на македонските клубови и на врвните европски се продлабочува. Се шири. Се продлабочува. Да, пута 5, 6, 7 до Така, пута 10. значи, скоментиравме, ако е Пелистер е 2,1,5 или е 2,2, се соочува со 17 луѓе, милиони, така? Да, Ама тоа е притисок, значи една година, друга година, трета година, се обидуваш, се мачиш, гледаш дека Реми ти е... Во друштво на Нели, гледаш дека Реми ти е Ако нешто збориш притисок врв. на шо мислиш? Притисок, тоест Зборам не на- притисок на заситеност. Па еве, тука сакам да ја додавам, значи, Заситеност од повеќе аспекти. Значи, градот и публиката ти е цело... Сега јас сум играч, така? Градот и публиката ми е тука, бара од мене успех. Кога ќе успеам, сум, нели, горе. А следниот момент, ако промашам, бесилка. Друга страна, во Лига Шампиони, никако не можеме да мрднеме. Трета страна, ми доаѓаат годините, ево Жаре Пешевски, Никуч, Фитин. Сега ги земам во предвид овие нашиве борци, не ги гледам овие ќе легионериве да, кои што сакат да изникнат, да земе некој динар и првата прилика, еве имаме ситуација нели као со во Вардар Хориха, првата прилика ќе се Хориха и пред овој се зборам Леси, тука како се викаше. за она јадро од наши играчи, значи овие тројца, од друга страна имаш една плејада на млади како браќата Атанасиевичи, како Самуил Ристевски, како Цветан Хаджич. Кузмановски, Хаджич. као Хаджич, кои што никако не добиваат не шанса. препаруваат. И дали тука можеби на сето ова создава таква една заситеност која води кон еден ваков тайм-аут во моменти кога се крши над преварот, а од друга страна имаш прилично мирни води. А ја прво да кажам, значи во однос на Лига Шампиони мора да бидеме реални дека очекувањата од 2013-14, ајде таму 2013, во однос на учество во таа Лига Шампиони се различни од претходно. Зошто? Затоа што нели ти како еден македонец битолчанец сега поминал период кај што Металург играл четвртфиналиња, допаѓала Барса дома, да не збориме сега за Вардар што правил во Лига Шампиони. И се ти како битолчанец или како македонец очекуваш дека и Пелистер така ќе се Треба да представи стигне во до Лига таму. Шампиони. Да. Ти не прашуваш ЕСАПот кој е, дали е 1,5 милиони со 17. Со 17. Тој ќе ти направи паралела, па Металург колку имаше, Да. така. Па и те па Барселона со Карабатич и со Киро тука. Така, од тој аспект работите се веќе тотално сменети во македонски ракомет и овде па подигната е летвичката Многу. на очекувања. А ти веќе 3 години мора да признаеме, Пелистер оди полека Оди напред. полека, нема Оди дилема. полека напред во однос на резултати, ама не е доволно Не е доволно. за наш вкус. Ние сме разгалени, значи многу често знаеме да кажа, разгалени сме се. Са ние чекаме да помине група, па ако помине група, па ќе падне од таму пик сегет, па зашто да не, па зашто да. А збориме за 10 милиони буџет и са некои што милионите не играат. Може не играат милионите, ама и може да потврдиме дека не играат некогаш. Некогаш. Ама тоа е исклучок. Ама Тоа е исклучок. тоа Може е да правилно. исклучок. Второ, оваа Лига Шампиони сме збореле.
тоа малку поразлично од таа Лига шампиони, кај што имаше и екипи од како Копер, Сан Сан Петерсбург и така така е, натаму. да. Ти немаш залутана екипа овде. Немаш. Ретко се може да кажеме најзалутана екипа испадна Загреб Оринава, кој што е А реално не е. не е, затоа што тоа е екипа што создава играчи, а паралелно игра во Лига шампиони, така да ние не можеме ни да се мериме никој во Македонија со Загреб во однос на тоа што продаде Загреб. Загреб последнава година 3 играчи продаде. Црни, мрни, Во- кларици, Црни, да. кларици, кој не е сега. Така да од Мандич го продаде. Значи тоа е друга тема и кој што ние блиску не сме до Загреб. Ако некој мисли дека по мене мисли дека сме блиску, се лаже. Загреб е институција која што продава играчи и паралелно игра на највисок. А нив тоа им треба да одиграат 10 надпревари јаки, Да ги продаат спрофилира, 3 играчи, да, да ги 4 и спрофилира. од сателитите што ги имаат во Хрватска 7 Да 8 да си да донесе соберат 10, нова тура нова играчи. тура, нов И циклус. тоа е нешто што ние треба да го следиме, а не да си Да те вратам си сега го на, мериме. на прашањето. Дали постои можност од таква една заситеност, која што е дополнителен фактор за ваква состојбата во Во која Лига што е Пелестер се? во Лига Реално, шампиони може да постои ова. заостанува 6 бода за Вардар. Така во моментов. Заситено не можам да кажам дека може да има заситеност, особено во ситуација кога пак ќе кажам, тие надпревари можеш и лева нога да немаш, нема да знаеш во моментот. Значи такви надпревари се тие. Зборам сега за за дербито кој што е највисок ред. Така да не можам да кажам дека овде има некаква заситеност. Може би кај Жарко Пешевски има некоја заситеност при крај на кариера па сега и во тоа ти треба да ги Ама бираш добро, играчите. тука гледаме дека екипата Ама прави по друга потези, страна ево и Графова Гоце Георгиевски сподобни е во слична ситуација. Па го гледаме како реагира и на Гоце не му е се по По кејф. Така. Така, зашо да му е по кејф? Дојде завчера Воркапич, влезе да игра. прва постава. Ти ако си Така. спортист нема да ти е Да. по кејф тоа, чекај бе, малку има ли овде? И уште на цела Ама тој и уште на цела влегува и реагира спортски. Да, и на цела мака ти потпише уште едно младо дете на твое место. И ти што, Така, да. Мислам, треба да видиш, јас си одам, не играм ја. Ама како тој се понаша во таа Да, ситуација? да. Тој влегува и наглаво. И ви покажува наглаво. дека треба да рачунате на мене. Така да ја ти едноставно Тука сум. ти едноставно победава. немам впечаток дека некој е заситен, ама имам впечаток дека некој е разгален. А тоа е ради близината на некои играчи со фамилијата. И тоа мислам дека во никој случај не може да е добро. Да, нели старата поговорка е на мака се познаваат јунаци, значи требаше Кузмановски да испорача 15 у неделата и мирна Може да има А он слаб ден. испорача 3. Може И да три има асистенции, слаб ден. Првиот не од отвори игра беше фона 50 УРФ-ма тора. коефициентот дали има у плюс или у минус. Првиот гол од играно беше 52 минут. Минут, така. Нема да си дозволам да го критикувам затоа што ради респект, затоа што ние капитен на селекција и направи многу и на ова европско, на да не зборим на ова светско, на минатото европско или светско и во Хрватска, значи многу дава, има Затоа ми дадено. беше прашањето за заситеност, дали може би и тој е заситен веќе, а селекторот Лазаров пред некој месец му така. фрли една ракавица. Да. Нели? Дека треба Тука некаде промени средина. ја барам темата дали може би он веќе пак е некаде низ Заситеност Бундеслига. како комфорт зона може да збориме, за мене. Комфорт зона на тоа дека ти знаеш дека ти си тука и нема кој друг и дека ти си неприкосновен. И дури си во ситуација може би да уценуваш. Како Не знам дали се случува. како мач со две уштрици. Значи тоа да, дека нема компетитивност во однос дека чекај Хорига, ако не, сега додуше и во Вардар нема некој калибар на таков бек што на Хорига ќе го трнема, гледаме дека Дека игра викам, без него. Ќе го трне сега Хорига со Боноч игра и Да, со да. Лавус. Така да ако продолжи вака Хорига и ако неговата игра и во два смера е и тешко е да ја окарактеризираш како лоша ако шутнал 3 пати, иако тој играше многу слаб надпревар во неделата, не само заради шутевите, него заради продадени топки. Нападачки беше катастрофа, ама мислам дека даде прилог дефанзивно. Секогаш можеш да се извадиш на одбраната кога имаш можност да се извадиш на одбраната. А ако играш во еден правец ти немаш можност. Така да сега го зедовме како паралела дека никој не е комфорен во Вардар. Тоа ми е мојавето, дека таму нема комфорт и треба да направиш тоа, од Лино го научивме, дека го оставиш играч да е во комфорт зона, не го ставиш на ивица
Тој не е мобилен. Во моментот прашање е кога ќе ти киксне и дали на надпревар што мораш да добиеш ќе ти киксне. А тоа ше касно веќе. Тој цело време ги држеше играчите во ситуација не знам дека ќе те трдам, ќе те избркам, ќе те онадам, вака, онака, на тие што можеше, на другите им даваше други сигнали, ама во секој случај не си во комфорт зона. На ивица си или си под некој притисок кој што според него дава резултати. Иако не кај сите. Чупич многу внимателен, од Алушевски не слушнав изјави, не знам дали имаше. Чупич беше многу внимателен на прашањето, а тоа е един нормално прашање што се поставува, дали во моментов можеме да зборуваме дека битката за титула е затворена тема. Никој нема да ти каже дека е така, тоа би било самоубиство или пукање во нога према играчите тоа да го изјави, што е нормално. Ама еве ако сме ние сега тројца во Битола и седеме на широк сокак и планираме како ќе доеме до четврта титула, Немаме пат. Нема да. Треба некој друг да ни го оди патот, а тоа секогаш било невозможна мисија, така. Треба Алкалуј да ни го игра, треба Охрид да ни го. Ама не, сигурно се свесни се играчите таму дека титулата е, нели, тука е на Дофар. Ама што би рекол Мечка Дурнево земам пекарот, не верувам никога. Така рече Мечка. Така рече, да. Дурнево, така барем парафраза сега. Илани така мисле. Дурнево добра, Илани мислеме така. Дурнево фатам пекарот, ја не ова. Браво, Шо интересно. исто. Шо ете ќе дојме и покасно може и до него на тема, затоа што се наметна со Ајде сега со што надпреварот покасно, што го одигра, се наметна Седум од како седум. тема, начинот на кој што одигра, играше дозирано во одбрана, предпоставувам заради уште недоволна можеби подготвеност или тактички да затоа што речеме би дека е 2 месеци во Така. нема ни 2 месеци на може преварувачки би затоа што нели треба да биде 6 минути во Напред. напад, така да, а имаш квалитетен играч За одбрана. во одбрана во име на Јанковски, меѓу другото, нели го спомнав Микорига. И сега тој ти одигра надпревар кој што ја не се сеќавам одавна. Ти не напиша колумна сега кај што ќе ги занализираш, ама онака ракометно двете екипи како беа. Значи, Пошто мене не например напишав искрено То- затоа сега што тоа вчера малце не- беше малку- 16 Да. март беше. Да. И уште ако станав нели утрото ме предупреди сопругата дома дека денес е Не е ден за- тишина, да. не е ден за мерење. И реков, Ај на кратко не ова пишам. сигурно го Значи, имаш во главата. Ај вака се. Прво Она раковетното, што направи Чупич, а што не направи Алушевски. Прво она што направи Чупич е што имаше мало изненадување што изигра 5-1 и а знаејќи дека тајник го нема. Значи беше логично дека тука или ќе игра Атанасиевич, Некој- многу некој поверојатно тежак. дека ќе игра Хенингман, Да, кој што некој е тежак. нападачки ограничен, не може да создаде сам за себе ситуација, мора некој Да му создаде. искреира. И тој тука се обиде да ја ограничи тој проток на топка, да не Тоа вкрстување, така. да не може да му создадат на Хенингман кој што има нели топ во рака и тоа не е сомнено и така натаму. И тука Чупич многу според мене добро изигра и уште една работа, кога доби Црвен Митровиќ, него физиономијата му се смени. И тој нели во таа ситуација мораше да се Адаптира. спушти и се адаптира како што треба, мислам. Многу брзо и скоро неприметно, немаше дилема. Така да од тој аспект тактички на друга кажавме тука дека Мечка не го трошеше на средина. Значи играше и на двојка на петка играше, да, овде, да. на петка играше или не играше, Или не за да играше, го има да. во напад, затоа што има играчи кои што мене ми изненади што не трчаше поише Вардар. Искрено очекував затоа што има доста Полесни, широк ростер. Доста широк ростер, го имаш и бразилецот, го имаш и Боно, имаш луѓе што можат да испратат, да ги трчаш до некоја Малус. 45-та, 50-та минута, па после да ги згазиш или да ги добиеш. Тука ме изненади што прифати на играта на ова, зашто видов 2-3 пати Фитили бараше да се смири игра, нели претпоставувам дека и тој свесен дека не може да издржи Да истрча. темпо. Сега спорт, еден надпревар.
овој одбрани нешто што е многу значајно. Многу фати, Многу значајно, може како бројка, не знам, ја немам статистика. Нешто 10 или 11, Како ама статистика не е листа. печатокот беше дека секоја ја фаќа. Ама беше во многу Да. многу битни моменти. Дури имаше ситуација кога он бранеше, се одбива Пелистер во напад. Брани се одбива Пелистер во напад. И многу- Значи нема никаква ни И многу важно во овој момент е што тие во Битола одиграа надпревар со само еден играч кој што е можеби нестабилен и недисциплиниран во една мера, тоа е Хорига, Хорига. затоа што Митровиќ доби црвен. Значи тие ги спаси. останатите играчи се играчи кои што знаат со топка, и Боно, и бразилецот, и Малус, се играчи кои што знаат со топка. Тоа е многу важно во гости кога играш, да не те фати, затоа што ако ти ги оставиш Митровиќ и Хорига да почнат, тие или ќе ги погодат 10 од 10 и ќе биде тоа фестивал, Зверска партија, или ќе биде нели. Па Хорига така тргна на некој начин. Така да сега веќе има. Пробамо и да го застанаа. Значи, Што фалеше кај Лушовски за да одговори на ова? Што недостатъчно? Толку ли беше всушност на играњето на тајник не клучно, да, не клучно е од аспект дека многу пати сме збореле. Фитил не може да игра квалитетно ако нема среден бек со него. Тоа ни се случуваше со Фитил и со Талески. Значи, промената со Марко Митев, со Георгиев, по мене донесе Фитил да игра многу подобро. Во оваа ситуација тој беше тој што го имаше главниот ако збор. се вратиме назад кога играа со Талевски се мачеа и двајца. Значи, не Зборам за спојливи се Македонија. двајцата во исто време на терен, не спојливи се за мене, не мора тоа да значи дека е така. Фалеше тајник во однос на тоа, затоа што е технички добро подкован и А во Атанасиевиќ се уште нема никој доверба. па нема доверба и не знам кога ќе стекне доверба ако од друга страна не му даат шанса, а ако не му даат шанса тој нема да созрее, а ако не созрее ти нема да имаш доверба и сега ние се вртиме во круг. Тоа е вртлок и Така паѓа да, кон дното. значи тој стварно е талентиран дечко и има предиспозиции физички. Срце И ние има, викаме, нели даде шут има, два пати даде неверојатен. проигра пивот, нели може Да. да избега да направи разлика и во даден момент ќе направи некоја таква. А што Да не фалеше речам- во одбраната на Пелистер што? Еве, тајник да речеме поклучен е за напад. Пошто можеше Алушевски во одбрана Да ја речеме добие. да парира или да ја добие. Пошто видовме и тука дека еве, на краток вишта резултатот кажува дека и тука не ја добил. Види, ако збориме за одбрана, можеме да ја земеме целокупно со голман, затоа што ова е како колективен спорт сериозно многу зависат едни од други. Овие може да одиграат и добра одбрана. Ако ти оние топки од 8,5-9 метри на мало што се од чекор и ти се тоа ти помине, не можеш Со лево. не можеш Со лево. значи тоа е прво директно те фрустрира. убива, а индиректно затоа што нели ти прави се што е во твоја моќ, а позади немаш поддршка. Така да од тој аспект тоа, а мислам дека ова по мене ова одбрана на Пелистер со двајца играчи кои што меѓусебно многу малку комуницираат или мене така ми е впечатокот. Зборам и за Бутовиќ за Бутовиќ и за Хенингман. Некако како да нема лидер, да нема човек кој што ја буткара во тоа, ја команда, па и на во крајен случај нели и кара мајка и све друго. Така да од тој аспект тоа, мислам дека требаше, сега после војна, нели, генерали, ама мислам дека требаше да се најде начин да се промени зона во ситуација кога гледаш дека ова не оди. Ама Имам сега едно друго последно прашање на тема Вардар Пилистер и после ќе се префрлиме на кратко на другото дерби и доста ќе биде за оваа недела, пошто сега не сме збореле долго, па ќе може цела ноќ да збориме. А прашањето ми е пак не ми е во клубот, него надвор. Како Битола, која што живее 3 години, си го живее својот сон, зелена ера, шампиони на Македонија, Лига на шампиони, Париз доаѓа, Барса доаѓа, Магдебург доаѓа, значи доаѓа крем дела крем во Битола. Ги гледаме дека малтене сите
независно дали се джентлмени или не, сите се изјави дека уживаат во ваква атмосфера, уживаат да играат во Битола, уживаат пред таква публика, дека за повеќето е тоа нешто што не го доживеале во своите ракометни кариери, како Битола сега евентуално ако не се случи чудо, како Битола ќе се прекомпонира, ќе се пронајде следната сезона. А еве видовме дека Вардар, откако не игра Лига шампиони, во клучниот надпревар во Лига Европа не може да ја наполни салата. Значи тука као значи или сме тука или мртви гладни ќе бидеме, не јадеме. Пак по мене збориме за разгаленост. И за Вардар, ова е разгаленост на скопската публика. Го коментираме секој надпревар. Ако Вардар не може 5000 со Бенфика да не може да ја накрцка, што значи, да не можеш, значи ние збориме или за разгаленост, или за неинформираност, или за не знам што друго што може да биде стварно, а што се однесува до Битола, во секој случај ако не освојат титула, веројатно ќе се рекомпонираат на некој начин, ќе има таму промени сигурно, тоа нели си го најави и Бојан вчера, нели како подпредседател на клубот, не е важно како директор на клубот, дека ќе видиме кај сме сгрешили, што е голем потек и добра стартна позиција, да видиш кај сгреши. Овие моиве во НФЛ, извини, имаат еден многу интересен термин, а тоа би требало да следи сега, а тоа е ребилдинг на тимот. Да. Значи тие кога ќе имаат силна сезона, кога се врв фаворити, топ се на по резултати и едноставно не успеат да освојат Супербол или не влезат у Супербол, следи период на ребилдинг. Значи како кажа Јанис, нели овој Грков во НБА, вика како го гледаш ти на неуспехов годинава, нели Милвоки Бакс не освојува, вика колку сезони беше Џордан, вика во НБА, карикирам 15. Колку освои, вика титули 6. Дали значи дека тој 9 сезони падна, вика, нели не успеа. Не може да гледа Битола, Пелистер, Алкалоид, Охрид, ајде се Охрид е во друга фаза. Не може да гледаш ти ако не си освоил титула дека сезоната била лоша. Да, секојаш ти ќе целиш кон тоа. Титула. Многу важно е во однос на оној друг сегмент кој што ја го обожавам, што и да одлучи Пелистер, многу е важно како ќе го искомуницира со јавност. Значи да одлучи да подмлади сега, што ја го поздравувам во моментов, да подмлади, да задржи 1, 2, 3 клучни, да ги внесе во игра овие, да собери уште некој македонец, дали е тоа од автокоманда, дали е тоа од било каде, да ја рекомпонира екипата и да излезе на преследечи ние ова година. Ќе се обидеме да го бркаме Вардар, Охрид или не знам кој, ама нас ни е важно, ова и наредната година ние да направиме повторно една убава база, една убава екипа, зборам тука без Хосни, без Пешевски, без Адивоевич, без не знам како, сега ги кажувам како поискусни, или без Никуч, не е важно, не е без разлика како размислува, ама ние планираме наредните 2 години да се стабилизираме и ние пак повторно ќе почнеме да се креваме. А ако публика ти е верна и те сака, треба да го поддржи. Тоа ќе го разбере вака. Ако публика е нереална и ако мисли дека им е Богу дано дека тие треба да бидат титула секоја година, не верувам дека е така, пошто не се со кратко памтење до пред 7-8 години нема за тренерки пари, така да ќе те разбере. Пак викам, многу е важно како ќе го искомуницира со својата публика прво, пошто Пелистер е доминантно битолски клуб. Ајде, збориме Металург, нели? Не беше скопски клуб, беше поише македонски клуб. Комуницираше со цела држава. Затоа што тоа наметнуваше. Ова е фокусот тука и тие не чувствуваат потреба да се расшират надвор од Битола. Многу е важно како ќе го искомуницира. Само таму гледаш, извини, промени, што спомна Виктор, нели, кај очекуваш нешто да се смени? Само играчки кадар, збориме за во однос на збориме за случај што евентуално, нели, не ја освоја титулата и сега следи септември нареден или лето за размислување. Дали само во играчки кадар гледаш, дали можеби во раководство, во спонзори, има некој најави дека во однос на спонзори најавија дека ќе има поише спонзори. Тоа не го гледам како нешто што е затоа што тие во моментов нема финансиски проблеми па тоа нешто да смени. Тоа може да смени во буџет да бидат конкурентни, да донесат подобар играч. А што се однесува до тренер, нели, тие
по мене невешто кога го представија Лушевски, свесно, несвесно, ти рекоа има договор до јуни 2006. Дали е тоа на негово барање? Може и да е на негово, затоа што Стево е човек што е сериозно принципиелен. И може да настапи, јас ќе бидам тука до јуни. Ако ја успеам да направам прогрес, не без разлика на титула, него прогрес, сакам да останам тука, ако не, нема да останам. Но тоа не би го комуницирал јас со публика, дека тој е тука до јуни 2026, односно договорот мој до 2026. Тоа не од друга страна Охрид па друга порака ти пуштат. Роевиќ е тука 3 години. Што исто така. Вака убаво нешто искоментиравме, нешто ќе ни остане за понатаму. Убаво сега се префрламе на ова второ дерби на брзина да си го искоментираме и тоа. Тука баш имаме ситуација кај опозит на сево ова. Значи и од амбиции за самиот врв и од начинот на кој што се назначува тренер. Значи во Алкалоид Лазаров има комплетна слобода, он е спортски менаџер, он е генерален менаџер на клубот, значи ги води сите операции, првиот клуб, однос на спорт, младенски клубови, најверојатно и селекција таму. Го имаме Роевиќ кој што поминал еден таков сериозен процес во Војводина, долг. 11-12 години колку е там. Дали овие сега доека се борат меѓу себе Вардар и Пелистер, дали полека подзабораваат дека од оваму може да следи, не зборам за оваа година, најверојатно е веќе доцна, иако за Пелистер постои опасност. Не е доцна, све е во опција од 2 до 4. Дали може да постои едно цунами у наредниве години, а тоа е да биде благодарение на тоа што клубовите им дале одврзани раце и максимална доверба на тренерите. А ги коментиравме и Вардар и Пелистер посебно, дека во неколку сезони направија карма каша со тренери. Не, овие се баш опозит. Однос на стабилност, нели, особено во автокоманда, кој што нели треба, не знам, какво чудо да се деси за да бидеме искрени, видовме дека тоа донесе резултат. Алкалоид освои европска титула. Така затоа освои куп, освои супер куп. Иако се во различни фази на своето делување во клубовите. Киро е веќе 5-та година, 4-та година и се чувствува нервоза во неговото во неговото делување, предпоставувам во однос на развојот на одредени играчи што се имплицира па во резултатите на клубот. Од аспект што тој очекувал од тој очекувал од Серафимов, што очекувал од Стојковиќ, што очекувал од Кизич, што очекувал можеби не знам од Галески, ако е помлад. Да. Значи тоа е во фаза друга. Сега мислам различна во однос на Роевиќ. Роевиќ е уште релативно тазе, не поминала првата година. Не поминала, да. Ама од друга страна па гледаме дека се тие многу различни, видовме и на дербио сега. Роевиќ на пример е за мене, значи во однос како се однесува кога екипата не и оди. Прво што ме асоцира Роевиќ е плачење кај судиите. Од друга страна во континуитет, плачење кај судии. Значи немаш ти дај да си ја видам ја позади како ми е екипава, него прво или кај сгрешив јас. Значи прво алиби ми се судиите или тука имаме Чупич на пример со која утакмица сега изгуби со Бенфика 5 разлика, кој рече преземам одговорност. Така? И имаш друга ситуација кај што Пакиро прво што удара на своите играчи позади, без разлика дали му е во играто или дали му влегол. Па после на судиите. Не плачи кај судиите, не. Тој напаѓа судии, не, има разлика. Тој користи авторитет и напаѓа судии, не збориме дали е оправдан или не, да. Значи неговиот менталитет е таков, тој напаѓа судии. Затоа што се чувствува и комотен и има сериозен идентитет, и бекграунд и тоа. Али се во различна фаза на делување во клубот. Киро е во фаза кај што нели сега сите очекуваме веќе да нападне титула, а лани беше трет, годинава му се смешка четврто место и тоа не е пријатно ни за Лазаров, ни за тој што е човекот што го поставил. Така да таа нервоза се чувствува, гледаме дека таа нервоза и се имплицира и во некоја суспензија, бице рече, тоа е во домен на шпекулации и е во домен на шпекулации. Дали е во шпекулации не, збориме за Мартин, збориме дека Мартин Серафимов како репрезентативец на Македонија, да. Прашање зашто не е репрезентативец веќе? Затоа викам,
не смееме да си дозволиме такви играчи така да ги третираме, дал се работи за Пелистер, Вардар или Алкалоид, зборам како македонец, да беше странец, немаше и да го спомнам сега. Немаше да Ова. Го спомнам затоа што тој 7-8 првенства е дел од националниот тим, такво однесување. Не знаеме, не навлегуваме што било, слушаме шпекулации дека имало ечела автокоманда и така натаму. Да сме премиер лига, ќе излезеа и Лазаров, и претседателот на Алкалоид, и Серафимов, сите ќе излезеа со своји изјави или со своји пресконференции. Така. И ќе каже, овде кај нас сега тука нешто нас всушност систематски ни недостасува. А од друга страна ние ако распретаме малце таму низ прашината, па одма ни се лутат. Мене Струга ми се лути, Битола ми се лути, Вардар ми се лути, сите ни се лутат кој ќе подбуричнеме малце Ако се ставиме во тињата. ситуација на медиуми, а за жал голем дел од медиумите не ја таласаат нели работата, не буричкаат, а треба да буричкаат, тоа им е работа на новинарите. Ти кога не излегуваш, пак влегувам во еден сектор, нели маркетинг пиар, кога ти не излегуваш со свое соопштение, Став. ти Statement. оставаш простор за некој да машта. За Бице, Виктор и Ѓоргон да буричка. Да буричкаат. Мене Така, пак ќе нема кажам, работа, мене ме боли само тоа што Ти Мартин праша еден Серафимов- просечен македонски навивач, кој што оди 3 пати у годината на ракомет или 5 пати, зошто не игра Серафимов за Македонија ова ЕХФ не дало? Дали ќе има одговор? Некој. Веројатно нема ни да го интересира на таквиот. Тој ќе дознае во нема ни да јануари. Тогаш кога се гледа. Тоа е една тема Тоа е да друга кај тема. што Ајде да се ќе вратиме- оставиме- да ќе се оставиме вратиме за на- понатаму. да се вратиме за на- односот на Киро Да. спрема Ајде, Серафимов, следната недела. Стојковиќ Следната недела. или према Галец, кој што Ај следната недела има со Австрија како ќе изиграме. Ајде да се вратиме сега на позициите кај што се Охрид и Алкалоид во моментов и да направиме една блага прогноза. Следат уште 8 кола, така беше? Да. 8 кола. 8 кола, мислам дека овие меѓу себе изигра Алкалоид Вардар, Една. Пелистер Пелистер Вардар, Вардар. Охрид Алкалоид. Да. Тоа се од Тие се тие одиграни. дерби. Има уште доста надпревари кај што нели се имаат исто 5-6 бодови. уште дерби Охрид и- има, најмалку. Охрид и Охрид и Пелистер. Пелистер имаат исто бодови, Алкалоид заостанува и ќе беше многу интересно ако добиеше Алкалоид во Охрид. Охрид. Или Охрид. По мене комплетно заслужено ако добиеше, затоа што ако се правиме кратка анализа, мислам дека комплетно го надигра Лазаров на Роевич на терен. Еве и со Охриджани што комуницирам таму, признаваат дека Охрид не беше на ниво на кое што ние очекувавме да биде. Значи сте еден стварно тука под прашање, кој е тоа ниво за кое што ние треба да очекуваме да биде Охрид во својата, да речам, втора година Прва. или прва на Роевич? И тоа е добро И прашање. со еден блицкрик на собирање на играчи, Борозан, Крсманцич, Петрич, Да. овој, оној, некако Се што отпаднало со ове. некако Па ја го очекувам да биде поквалитетен од пролета затоа што го донесе Приветичка кој е сериозен лик. И очигледно има отворен клуб со отворен буџет, еден од ретките во Македонија е што има отворен буџет. Тој постојано зема играчи, сега веќе нема право, ама додуше може ако е, значи тој цело време, нели колку ги наброа ти се што ги донесе на имена, некои може и си замина. без малку се што ќе се Се што ќе излезе, појави на ќе се пазарот, скриваше, спремен е да го земе Охрид. Тоа не е секогаш добро, затоа што ти имаш играчи што ти се и незадоволни на клуб. Значи, ти го имаш Петрич кој што во моментов ти е млад играч и кој што Потентен. ако нестрплив, нели потентен и ако не игра утакмица 2, тој веќе е нервозен. Нели, зашто тој размислува што со мене до година. Не што со клубот, со Така е, мене што до така е. година. Го има сега и Борозан и имаш уште неколку играчи. Што размислувам. Прашање, ама без разлика, како и да е, Ова шепна тоа вода, создава и проблеми во екипа. И ја очекував, може би ете, одигра зеде бод во автокоманда, значи игра добра сезона во Европа, игра добра. Дали може Европа да е малку дефокус на Охрид, пошто исклучително добро котира, еве, горе-доле, пата се, можда, ајде може е благ фаворит Олимпијакоса, може и не,
дали тоа може да прави мал дефокус и на тимот и на играчите, па еве да речеме условно да бидат надиграни од Алкалуид. Ама и друго прашање, која е целта на Охрид за ова домашно првенство? Целта од извори Блиски до до владата. Овие амбициите на клубот се сменија во ход. Во чекор. Од се сме. Значи, ако тие планираа годинава да бидат трети и Сега да денес се дојдат отвори. пред Алкалуид, им се отвори шанса да бидат втори. И Лига Европа. И затоа е донесен Борозан, Го имаше затоа е во една донесен изјава тоа. Прибетич. Да. Охрид заслужува Лига за Европа, така? Значи, тој, а има огромна разлика, ако си втори трет. Огромна. Да. Играш Ја квалификации, Гавриновски не го спомнува тие, да речеме, што исплива и што се собраа таму. ама 5-6 души се, тоа не е спорно, за да ги компонираш нив на краток период, како Не е карактери, како играчи, тоа е стварно невозможно. Тоа е многу тешка задача. Ама ова муаветот е дека не е исто да си втори трет, затоа што видовме на Алкалуид му се децилани годинава успели со Хановер. Во плейоф Така, Охрид и Пелистер не изиграме до сега. Што е аномалија на ЕХЕ? Да. Не можеш ти имаш- испаднат во прво коло од Хановер да не го приклучиш Никаде. во Челендж куп, така, Да, а освојувани А лани освој Европска лига. Да. Значи, тоа е аномалија што треба да се смени. Ама таму еден куп има аномалии, така да таму Гостаде и треба Алкалуид без Европа. атомска бомба да се смени. Како и да е, Охрид сега има една цел, веројатно, да го добие Вардар дома, што не е невозможно ако е ситуацијата Таква како Реша. што е. Плюс 6. А Вардар е фокусиран евентуално на Монпелије во даден момент. Јас Или слушнав дај дека- Боже дека- на Final Four. Јас за- слушнав дека се бара хотел во Норвешка. Елвару. Добро, не се знае со норвежаните. Али добро. Сега може. Ја би сакал да е Монпелије, пошто е сериозно голем клуб. Јас вака да кажам, јас сум многу задоволен на денешниот разговор и да се реинициализираме и да правиме почесто овакви теми и убави разговори, пошто имаме содржини, а ја ветувам дека следниот пат ќе бидам подготвен со повеќе провокативни прашања. Бице ги испука некако на почеток. Да. После падна притисокот. После толку беше. Нападна Не. на кондиција. Не, чекам ја да начекам своји 5 минути, јас си кажам, после знам ќе нема место кај да се упикам. Не, има фија уште една тема, две, ама ќе оставиме. Не, ќе оставиме. Тоа не брза. Не, има фија тема околу неа, не ме оставите да докажам за мечка, пошто ми стоеше како Ајде ше тоа и да си одиме. како Да. ситуација Имам штири за станот дома. дека покажа колку може да биде значаен за екипа, а ја не Да направиме онаа паралела со светското. Со првенството. Со светското и мислам дека малку појасни се работи ве сега, дека не се работи само дали тој спремен Светско, физички. европско. Добро, Еве ги, звона. Ајде, така да во секој случај сакам да се навраќам на нешто без разлика дали сум бил во право или не во право или сум имал некоја теза исправна или неисправна. Покажа сега тој колку е сатот со него Колку е битен. и колку е битен за Вардар и ќе биде битен до Ја ќе кажам само темата, да не ја заборавиме. Најава на регионална лига. Македонија Интересно, денеска е 24 ракомет, интересно. Убаво се нафрли, така да ќе зборуваме за тоа. Може да го збориме. Колку Дали лупнавме на почеток? на крај, поново на крај се лупи.